збунуваше, победуваше, охрабруваше, обединуваше. Не постои човек во светот на кошарката кој што нема убав збор за еден од најдобрите македонски кошаркарски играчи во историјата на нашата кошарка, Благој Ѓоргиевски Буштур, кој што трагично загина во сообраќајна незгода во јануари 2020 година. Среќна 13-ка пак е документарниот филм кој македонската радиотелевизија го направи за кошаркарскиот ас, а кој доби награда на 12-тиот поред меѓународен фестивал за спортски филм во Златибор. На мое задоволство, двајца мои колеги од спортската редакција гости во Македонија наутро, Тони Риставски во улога на режисер и Тони Становски како сценарист. Добре ни дојдовте, дечки, честитки. Добро. Благодарам. Ајде, Тони, ќе започнеме со тебе, имајќи предвид дека наградата беше за режија, ако не грешам, фестивал кој што имаше сериозна конкуренција, 45 филмови беа во конкуренција, да се биде најдобар, значи многу. Па добро, да, убава награда, 45 филма, мислам дека имаше околу 350 пријавено во официјална селекција. Убав фестивал, 12 години, член на ФИКС во Милано. Одлични филмови, голема конкуренција, меѓутоа награда не е само моја, и на Тони као сценарист и на сите што работеа после филмот. Не е, иако е индивидуално, ама е пак на сите. Како помина се во Златибор? Одлично. Одлично, неочекувано, значи се конкуриравме на фестивалот. Прво добивме мејл дека поминуваме официјална селекција, потоа искочи влегуваме во такмичарски дел да присуствуваме, стигнаме таму, добивме наградата, ето. Дојдовме, видовме, победивме. Дојдовме, да, баш така. Она што секако треба да го споменеме кога зборуваме за Среќна 13-ка, ова е филм кој има сериозна порака, меѓу другото го направивте со цел и идните генерации да се потсетуваат и да дознаваат и се информираат за сите еве во моментов спортски легенди кои што дале многу за македонскиот спорт. Ова е некако треба да продолжи во низа. Па се надевам, да. Целта на документарните филмови е токму тоа, меѓу другото и да едуцираат. Сега, големината на овој човек што практично го иницираше овој филм со тој трагичен настане во тоа што тој беше дел од поранешна Југославија, кога имаше врвен спорт, а кога македонците беа дел од него. И да речеме, кој знае дека ете Благој Ѓоргиевски Буштур или Македонија имала представник на Европско првенство во 71-а, во финале, или во финале на Олимпијада 76-та. Знаат луѓето што сведочеле на тоа, другите што се родени во Република Македонија или подоцна од периодот на Буштур, тоа воопшто и не го знаат. Значи, треба да се едуцираме, треба да им кажеме на нашите млади дека ете во еден период Македонија имала навистина врвен спорт, доаѓала и во екипни конкуренции во завршница на големи надпреварувања и тоа да биде на некој начин и мотив за помладиве генерации да направат нешто повеќе за себе. Не било ниту тогаш лесно, ако сметаме дека е денеска тешко, сите ние треба во својот сегмент да направиме еден мал придонес, особено во едни вакви проблематични услови во кои што екзистира нашето општество, во кои што живее нашата држава. Ние се уште се бараме, се пронаоѓаме. Голем дел од луѓето сметаа дека тој период на Македонија во Југославија е неуспешен. Голем дел сметаа дека ние од тогаш практично постоиме. И меѓу другото, иако тоа не е основна цел на овој филм, треба да се каже дека Македонија постоела и претходно за да може да раѓа такви јунаци како Благој Ѓоргиевски Буштур и порака дека без оглед на сите тешкоти Македонија и натаму ќе раѓа јунаци кои што ќе прават вакви резултати, а кризата ќе ја надминеме. Токму на ова сакам да се фокусираме со следното прашање. И на спортот му треба сериозна поддршка. Во моментов имаме впечаток дека во многу сегменти е оставен сам на себе, како тогаш во услови во кои што екзистираат нашите спортисти, ќе создадеме имиња за кои што ќе се пишува и ќе се прават документарци. Добро, спортот е оставен сам на себе, но знаете, спортот треба и сам да се избори за многу поголема популарност и треба да иницира нешто што наликува на квалитет за да може да биде препознаено. Добар спорт нема ако немаме добра држава. Ако немаме добри институции, ако немаме добро општество, добра економија. Се е врзано, да. Апсолутно. Како би имало добар спорт. Меѓутоа и во вакви услови треба нешто да се направи. Еве, ние ќе констатираме дека не е добро и да повикате, не знам, представници на 100 федерации овде, ќе ви кажа дека не е добро, немаат пари, немаат инфраструктура, младите веќе не играат топка, што би рекле порано на улица, туку се занимаваат со видеоигри. Добро, така е. И сега?
Да легнеме и да чекаме, да седнеме и да чекаме. Не, треба нешто да направиме. Овој филм можеби не е во прв план за да го истакне, да го потенцира тоа, меѓутоа сакаме да истакнеме дека има големи луѓе. Ете сега одат инсертите од наредниот документарец кој што веќе го направивме, беше емитуван во пресред на Европското првенство во одбојка, кој што е со малку поинаква концепција, значи не е за персона, за личност, туку е за една цела приказна, токму на луѓе што во спортот доживеа потешкоти, меѓутоа беа скромни, молчеа, работеа со тоа што го имаат. На крајот на криштата ниту еден хирург нема да плаче ако нема услови да оперира. Ќе се обиде да оперира. Дали пациентот ќе преживее сосема друга работа, дали треба да има услови, се разбира да. Меѓутоа, ние мора сите да го живееме сонот, како што го живееа нашите одбојкари, што 3 пати поред играат на Европско првенство во услови кога македонската одбојка е аматерски спорт. Истата екипа, само нова приказна. Од каде сега се набавуваат новите материјали? За Буштур, кога го промовиравме документарниот филм, ни кажавте дека сериозен предизвик беше да се набават сите податоци и сите материјали за да може да се склопи еден таков документарен филм, меѓу другото и архивата на македонската телевизија изигра голема улога. Како сега во овој нов процес? Па во живеејќи во сонот, голем дел помогна што ние ги имавме правата за сите европски првенства, светски првенства, квалификации, македонска телевизија ги пренесуваше. Имавме наш материјал, не мораше да се остануваме да бараме, еден ден снимавме, ги снимавме играчите. Беше полесно од тој да се склопи, иако документарниот филм е без наратор, што е најтешка форма, значи го направивме самите играчи сами да зборат за филм, сами да го раскажат. Значи без некој да чита овто нарација. Најтешката форма за документарен филм. Една најзначајна разлика, инстретирањето за Среќна 13 го направи Тони, а за Живејќи го сонот другиот Тони. Кога ќе можеме да го видиме Живејќи го сонот на првиот канал на македонската телевизија? До каде е процесот? Па одеше. Пред Европското одбојкарско првенство тоа беше најава за Европското одбојкарско првенство. Му треба уште на сигурно. Добро, ние на Живејќи го сонот ќе му посветиме поголемо внимание, ако е целта пак да се надпреваруваме. Тони е млад, амбициозен, сака. Мене тоа не ми е толку значајно ми е овде да се видат работите и филмот не мора надвор. Меѓутоа, еве, кога веќе Среќна 13 имаше добар резултат, добар успех на тој фестивал во Златибор и во Милано сами не поканија да учествуваме, зошто да не се обидеме и со Живејќи го сонот, и како што спомена Тони, тоа е малку поинаква форма на документарен филм и според мене Еснавски е многу подобар. Многу подобар. Затоа што, за разлика од Среќна 13, кога употребувавме многу фотографии, овде се главно инсерти од настаните за кои што ние зборуваме. Со изјави на актерите што учествуваа на европските првенства, ама изјави таму, пред надпревар, по надпревар, со инсерти од надпреварите, реакции од надпреварите. За разлика од тоа, Среќна 13 беше малку лимитирана, а ете направи резултат. И сега зошто направи резултат и зошто, да речеме, во тој сегмент Среќна 13 е чекор понапред од Живејќи го сонот? Затоа што обедини еден поширок простор на пранешна Југославија за луѓе што веќе се носталгични, што се во поодмината фаза од животот и кога се сеќаваат на некои убави времиња, знаете, доаѓаат солзи на очите. И емоциите беа основна карактеристика на Среќна 13 и така заврши. Па без оглед на овие слабости, што ние имавме 2-3 настани интересни во филмот, а немавме како да ги покриеме архивски, Среќна 13 направи резултат во Златиборот и јас не бев таму, то ни беше, предпоставувам дека ги допрел срцата на сите што го гледале тој филм од Вардар до Тригла. Тоа сакав и да прашам Тони, каква беше реакцијата на оние, се прикажа документарниот филм, така имаше можност да го види публиката, каква беше реакцијата? Па како што спомна Тони, на повозрастната генерација, значи дел од луѓето што ги пратев што го гледаа филмот, се присеќа и еве го Шолман, еве го Плечаш, еве го Новоселе. Веројатно побуди кај нив некоја носталгија, некој сеќавање на тие големи успеси на Југославија, таа кошарка врвна, што само американците не можело да ги победи, така кажува Мирко Новосел, нисмо можели да победите. Така да помладите што беа на, да речем, на фестивалот што го гледаа филмот, некои не ги знаат, не слушнале, не виделе, ама генерално го врати тоа назад. За тоа служат и документарните филмови, да. За Кузо по Златибор да пристигне уште една вест, Тони спомена дека филмот влезе во финале на меѓународниот фестивал на спортски документарци во Милано. Сега
Што ќе биде во Милано? Во Милано што ќе биде? Тоа е финале од 20 фестивали од 5 континенти. Еден од најголемите фестивали за спортски документарци. Одиме заедно во Милано, ќе одиме, ќе видиме дали ќе победиме, не знаеме. Страшна конкуренција, има многу филмови, одлична промоција и за македонска телевизија, која секогаш ќе биде поддржувач на спортот. Пардон, и промоција и на државата и нашата работа. Да, тоа сакав така и да поентираме, сакав учеството на македонски филмови на вака престижни фестивали е од големо значење во однос на промоцијата, не само на земјата, туку и на сето она што го поседува како богатство, а спортот е значаен сегмент. Па ние ќе тргнеме од промоција на земјата. Потребна е промоција за Македонија, не дека не знаат кој е, знаат и тоа е многу добро. Меѓутоа, ете нека видат, нека овде постојат сепак луѓе што дишат, чувствуваат, луѓе што не можат така лесно да бидат згазени, можеби привремено, но не постојано. И мојата цел таму е ние да ја раскажеме нашата приказна, која што не е само спортска, и да најавиме дека доаѓаме и наредната година, убеден сум дека ќе има уште проекти Македонската радиотелевизија, посреќна 13, кај нека биде и живејќи го сонот. Еве да откриеме, се извинувам. Ајде, да. Да откриеме, живејќи го сонот има втор дел. Ќе размислиме за тоа. Ќе има втор дел сигурно. Преговараме. Врку полици така да нема да има проблем да се работи. Тоа никај вас не е. Нема, знаете, кога двајца работат спортски документарци во просторија која што е 5-6 квадрата, и кога сте 3 месеци, 4-5 заедно. Како изгледа атмосферата? Тешко е. Тешко е. Има и камки, ама позитивни. Тешко е. Добро. Единствената предност е што колегите кога ќе кажат Тони и двајцата реагирате, веројатно, нели? Со едно изговарање. Во екипата сме Тони Р и Тони С. Така не. Така сте. Така сме. Добро. За да може да да има разлика, нели? Благодарам многу што ни дојдовте во Македонија наутро, бидејќи и терминот за работа ни е многу различен. Доцните вечерни часови се резервирани за вас, утрото е резервирано за нас, па некако едва и успеваме да најдеме разумен компромис за да може да се видиме, но секогаш кога имаме што да кажеме, вреди тоа да се направи и наутро и за нашите гледачи. Се надевам дека сме разбудени и дека ова што го кажавме држи. Благодарам многу. Ние по Милано повторно се гледаме овде. Ти искористим уште еден утрински термин. Сигурно. Се надевам со најдобро. Се надеваме и ни. Со пехарот, да. И здравје Боже, со второто продолжение на живејќи го сонот, тргна возот, тој нема назад. Нема назад. Да, амбициозни сме, има планови, ајде кога сме веќе кај тоа во одјава. Ако продолжува живејќи го сонот, или го одживеавме сонот, работиме на еден друг проект, ама нема да откриваме, а веќе во плани и петти документарец, ако не издржи Македонската радиотелевизија, не финансиски, затоа што тоа не се скапи проекти, тоа се наистина ефтини, живејќи го сонот и без пари, практично. Затоа што материјалите се наши. Така, се наши и нема патување. Се беше снимено во Скопје, живејќи Светна 13-ка чинеше нешто, меѓутоа тоа се минимални средства. Ако не издржат во смисла на работни обврски, знаете, документарецот ви одзема време, одзема сериозно време. И ајде можеби на Тони му е и во крвта, мене не ми се во крвта документарецот, јас сум темпераментен човек, слушаме. Треба да седнете да прегледате многу часови материјал, да го споите материјалот, да го инсертирате, затоа треба нерви. А обично темпераментните луѓе немаат толку нерви. Добро, каде ќе излегува тогаш темпераментот во периодот кој што следува во однос на спортот, што атрактивно ќе може да се гледа? Има настани, продолжуваме со истото темпо, со истата динамика. Неодамна завршиме со Европското првенство одбојка, во јануари веќе не очекува Европско ракометно првенство на кое што учествува Македонија. Во Германија стандардни содржини од Лига на шампиони фудбал, Лига на шампиони ракомет, сите домашни првенствени конкуренции фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, има спорт. Барем во последните години не е тоа спорно. Тони Р и Тони С, благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Се гледаме по Милано повторно овде. Благодарам.